Јасно поставени цели во однос на инвестирање и реализација на инфраструктурни проекти, и тоа пред се градење на инфраструктура за водоснабдување, одведување и пречистување на отпадни води и решавање на проблемот со отпад преку изградба на регионални системи за управување со отпад, со што создаваме можности за развој на циркуларна економија. Но нашите стратешки планови подеднакво се реализираат и во делот на заштита на воздухот, одржливо управување со водни ресурси и со природни вредности, што отвара нови можности за социоекономски развој. Со проекти како што е овој во Богданци, градиме инфраструктура која е директно поврзана со обезбедување на квалитетен живот за секој граѓанин. Денес тука во Богданци со задоволство гледаме дека плановите успешно се реализираат. Ова е еден од најголемите инфраструктурни проекти во делот на водоснабдување, кој го финансираме со сопствени средства. Бенефитите се повеќекратни: модерен систем за водоснабдување, чиста вода за над 5000 жители за овој регион, замена на стари азбестни цевки, спречување на загуба на вода во системот, што значи заштита на финансии и за домаќинствата и за општините. И најпосле и вклучување на домашни компании со што се развива домашната економија и се отвараат нови работни места. Министерството за животна средина и просторно планирање одвојува средства за проекти за водоснабдување и одведување и пречистување на отпадни води директно од буџетот, од централниот буџет и преку посебни програми. Но најголемите средства ги обезбедуваме секако со заемот од Европска инвестициона банка. Премиерот веќе ги даде деталите за заемот и јас нема повторно да се повторувам, само повторно како и премиерот ќе апелирам до сите градоначалници сериозно да го сватат овој заем и сериозно да ги подготват проектите кои што треба да се имплементираат преку истото. Во таа смисла очекуваме сериозен пристап, ажурност и целосна поддршка на локалните самоуправи и секако нивните јавни комунални предпријатија, како и бизнис секторот и граѓаните, бидејќи само со посветеност, соработка и партнерски пристап ќе можеме да ја постигнеме целта, а тоа е меѓу другото како што имаме денеска здрава вода за пиење за секој граѓанин. Општините со поддршка на владата мора да обезбедат услови за квалитетен и достоинствен живот на граѓаните, но и ние како граѓани мора да бидеме свесни дека треба навремено да ги исполнуваме своите обврски, особено во плаќањето на комуналните услуги, одговорно да се однесуваме кон потрошувачката на вода. Исто така треба одговорно да се однесуваме и кон отпадот што го создаваме, доколку сакаме да одиме напред и да се приклучиме кон европските држави, што ги сметаме за репер за добро живење. И сето ово го правиме заедно, за да ги постигнеме европските стандарди, и тоа не само заради членство во Европската Унија, туку и заради обезбедување квалитетен живот за нас и за нашите деца. Ви благодарам.